Второто председавање на Словенија со Европската Унија влева нијанса надеж дека Македонија ќе ги започне долго очекуваните преговори за влез во Унијата. Словеничкиот премиер Јанес Јанша истакна дека е можен напредок во процесот на проширување со Скопје и Тирана во октомври, доколку има согласност од земјите членки. Представувајќи ги приоритетите на словеничкото председателство пред Европскиот парламент во Страсбур, Јанес Јанша, кој како што вели, не ги разбира земјите членки кои се противат на проширувањето, ја предупреди Европската Унија дека ако не се постигне напредок во незиниот ангажман со Западен Балкан, некој друг со различни вредности и интереси ќе го стори тоа. ЕУ прави големи чекори напред кога се фокусира на нештата. Ако проширувањето стане шеста тема на дневен ред, никогаш нема да стигнеме до темата. Ако ја кренеме темата, ќе можеме да направиме конкретни чекори напред. Албанија и Македонија можат да одат напред на следниот самит во октомври, ако се концентрираме сите на тоа. Европската комисија помага, но тоа е политичка одлука. Пред европратениците се обрати и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која даде поддршка на одлуката на Словенија во време на нивното председавање со Европското семејство да го врати Западниот Балкан на дневен ред, меѓу другото со организација на октомврискиот самит. Уверена сум дека самитот со Западен Балкан ќе испрати важен сигнал до засегнатите земји дека тие се суштински стратешки партнери за ЕУ. И се надевам дека словенечкото председателство ќе умее да даде зелено светло за процедурите со Македонија и Албанија. Ова е во наш личен интерес и е прашање на кредибилитет. Во ЕУ дадено ветување мора да биде исполнето ветување. Инаку надеж за Македонија дополнително влева програмата на Словенија, во која е наведено дека председателството ќе се фокусира на усвојувањето на преговарачката рамка за Македонија и Албанија.